Време за најновите информации од регионот Македонија, светот и спортот. По настаните на денот се враќаме веднаш. Останете со нас. Започнува реализацијата на капиталниот проект Затворен градски пазар во Велес. Председателот Иванов бара да се објави договорот со Бугарија. ЗАЕВ пак денес на пресконференција соопшти договорот ќе биде објавен на веб страната на владата. Двајца починати, четворица во изолација на инфективна клиника. Се уште се утврдува причината. До петок општина Велес се очекува да го распише јавниот повик за изградба на затворен градски пазар. Ова значи финиширање или последна фаза пред почетокот на градежните активности на проектот кој што актуелниот градоначалник Чадиев го најавуваше во неговата предизборна кампања. Според најавите до крајот на оваа недела општина Велес треба да го објави јавниот повик за избор на изведувач на градежните работи за проектот Затворен градски пазар. Ова е капитален проект кој градоначалникот Шадиев го имаше како изборно ветување или истиот беше дел од неговата изборна програма во оние топ 10 проекти. Очекуваме да почнат првите градежни работи на градскиот пазар, бидејќи во подготовка, ако не и денеска или утре ќе излезе тендерот за почнување на работи на последниот 10-ти капитален објект што го вети градоначалникот, тоа е новиот изградба на покриен градски пазар во нашиот град. Во изборната програма со која Чадиев ја доби довербата кај граѓаните за 4-годишен градоначалнички мандат, тој имаше понудено 117 проекти. Оваа бројка многу одамна е надмината. На контото на општина Велес, Чадиев стави околу 400 реализирани проекти. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН е Велес со реакција за разрешувањето на Јордан Витанов од директорското место во Велешкиот театар. Од партијата сметаат дека СДСМ не ја интересираат успешни и функционални институции, туку реваншизам и пресметување на сите кои не мислат како нив. По разрешувањето на директорот на Велешкиот театар Јордан Витанов и назначувањето на актерот Александар Велјановски за ВД директор, Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН е Велес реагираше преку пресконференција. Од партијата сметаат дека СДСМ не ја интересираат успешни и функционални институции, туку реваншизам и пресметување со сите оние кои не мислат како нив. Со овој потек СДСМ испрати порака дека и културните работници ќе бидат вреднувани според партиската наместо според професионалноста, придонесот и сработеното, рече Петре Саздов и упати низа прашања до СДСМ. Му пречат ли на Социјалдемократскиот сојуз врвни професионалци и уметници во културните институции? Му пречи ли на Социјалдемократскиот сојуз Јордан Витанов затоа што тој е долгогодишен докажан уметник? Му пречи ли на Социјалдемократскиот сојуз Јордан Витанов како директор на театарот изгради новата театарска зграда? Им пречи ли на Социјалдемократскиот сојуз Витанов затоа што во неговиот мандат тој се избори театарот да вработи многу актери, млади и други уметници, што на долг рок се зајакна кадровиот потенцијал на оваа наша институција со која цел град е задоволен и се гордее. Саздов запраша и дали на СДСМ му пречи ангажманот на Витанов за реализација на низа проекти и додаде. Или вистината е дека на Социјалдемократскиот сојуз му пречи Витанов затоа што тој не е дел од нивните така наречени шарени револуционери кои вандализираа објекти на државни институции и културни установи. Според Саздов, на СДСМ му е поважно да се пресметува со неистомислениците, правејќи чистка во институциите, а не да ги исполнува ветувањата на граѓаните. Жител на росоманското село Трстеник на возраст од 54 години се здобил со тешки телесни повреди откако бил прегазен од трактор при изведување земјоделски работи во текот на вчерашниот ден, информираше денеска Веролјуб Дудевски потпарол на СВР Велес. Во полициската станица од општа надлежност во Кавадарци, несреќата која што се случила во атарот на селото Трстеник била пријавена од вработено лице во Кавадаричкиот здравствен дом. По укажаната помош во јавната здравствена установа општа болница од Кавадарци, тешко повредениот е префрлен во ургентниот центар во Скопје, соопшти Додевски.
38-годишниот велишанец М.И. се здоби со кривична пријава од страна на СВР Велес за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични и други прекурсори, супстанции и прекурсори. Додека пак 58-годишната ГК од Свети Николе се здоби со кривична пријава од страна на надворешна канцеларија за криминалистички работи Свети Николе за сторено кривично дело фалсификување на пари. Валентина Михайловска повеќе. Кривична пријава поднесе СВР Велес против 38-годишниот М.И. од Велес за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, на 5 април годинава, на улица 8 септември, извршен е преглед над пријавениот и е пронајдено пластично топче во кое имало 11 полиетиленски паковки со 2,18 грама хероин, дрога која што имал намера да ја продава на уживатели. Годишната ГК од Свети Николе се здоби со кривична пријава од страна на надворешната канцеларија за криминалистички работи Свети Николе за сторено кривично дело фалсификување пари. Имено на почетокот на јуни годинава пријавената за изработка на надгробен споменик на градските гробишта во Свети Николе на лице му платила со фалсификувана банкнота во апоен од 100 евра. Откако оштетениот се обидел во менувачница во Свети Николе да ја размени банкнотата, утврдено е дека истата е со сомнителен квалитет. Пред спомен плочата на 105 мината загинати борци од Велес и Велешко денеска се одбележаа 68 години од завршувањето на граѓанската војна во Грција 1946 до 1949 година. Одбележани 68 години од загинувањето на борците од Егејска Македонија. Тие своите животи ги дале во граѓанската војна во Грција, која траеше од 1946 до 1949 година. Делегации на општината, здруженија и нивни потомци денеска положија свежо цвеќе на спомен плочата спроти гимназијата. Егејската Голгота и екзодусот на македонскиот народ во егејскиот дел на Македонија од Балканските војни, Втората светска војна и граѓанската војна во Грција е најцрната страница во историјата на македонскиот народ. И покрај се подготвени сме на помирување со грчкиот народ и предлагаме договор за траен мир и добрососедство меѓу Македонија и Грција, меѓутоа врз меѓународниот принцип на еднаква сувереност. Почитувајќи ја посебноста на македонскиот народ и на грчкиот народ, на името на државата Грција, но и на името на државата Македонија, со заемно почитување. Официјалните податоци покажуваат дека 120 велешани како доброволци учествувале во граѓанската војна. Дури 105 мина од нив ги оставиле животите таму. Нивните имења денеска се запишани на спомен плочата, подигната во нивна чест. Во граѓанската војна, демократската армија броела 35.000 војници, дури 15.000 биле македонци. Регионалното еколошко друштво Екоживот од Кавадарци беше дел од повеќе меѓународни семинари за заштита на животната средина. На вчерашната последна активност учесниците ги презентираа своите знаења и искуства кои ги стекнале за време на овие семинари организирани во неколку балкански земји. Мартина Митков работеше на оваа тема. Регионалното здружение за заштита и унапредување на животната средина Екоживот од Кавадарци вчера ја реализираше последната активност од меѓународниот проект Erasmus+, кој го сочинуваа 3 програми кои вклучуваа едукативни тренинзи, семинари и размена на искуства. Сите тие беа реализирани во неколку балкански земји, а представниците од Екоживот кои беа дел од тие програми вчера вечер ги споделија своите искуства со останатите членови и медиуми.
Денешниот настан ни беше завршен настан за одбележување на крајот на трите Еразмус програми кои што ги работевме јули месец. Имавме наши представници од Кавадарци на едукативни тренинзи, на размена на искуства и слични други програми кои што Екоживот више ги работи повише години и се надеваме на зголемување на квалитетот на јавната свест, посебно за еколошките тематики, затоа и намерно ги бираме тие проекти и намерно ги бираме сличните партнерства, како што се Recycle, Reuse, Reduce, проектот во Романија кој што беше од едукативен карактер за координатори. Имавме тројца наши представници на Екоживот. Проектот во Романија беше насловен како редуцирање, реупотреба, рециклирање, каде преку работилници учесниците практично ги запознаваа начините за реупотреба на веќе претходните користени добра. Главната цел на овој семинар е подигање на јавната свест и пренесување на искуства како да се редуцира употребата на природните ресурси, реупотребата на искористените добра, како и рециклирање на претходно селектираниот отпад. Настанот беше следен од повеќе учесници и од други земји. Ги имаше некои 9 учесници од други земји, со 30 учесници. Потребата за организирање на ваков настан е за да се запознаат младите за редуцирање на општествените добра, нивна реупотреба, како и да се запознаат за начинот на рециклирање. Проектот пак кој се реализираше во Хрватска имаше за цел да се поттикнат младите да размислуваат како да ги користат обновливите извори на енергија. Во размената земаа присуство млади од Хрватска, Албанија, Италија, Македонија, Полска и Шпанија. Секој тим беше составен од 6 учесници и плюс 1 лидер, или вкупно учествуваа 42 учесници. Во Хрватска учествувавме 7 представници на Екоживот. Проектот беше Energy of the Nature, искористување на обновливи извори енергија, со повише тематики, од кои представниците на Екоживот изработувавме соларен колектор за топла вода, за грејење на топла вода. Траеше во периодот од 36 до 7.7. Прекрасно си помиравме и благодариме на домаќините за убавот пречек. На меѓународниот семинар во Шабат, Србија, учесниците изработувале куќа од природни материјали која се состоела претежно од дрво, слама и кал. Тие се вратија со богато искуство како на вистина природата ни дарува добра кои можат да се искористат и применат во секојдневниот живот. Преку Сдруженијето Екоживот, тројца учесници од Кавадарци бевме во Србија, Шабат, каде што правевме куќа од природни материјали како слама, трски и кал. Целта беше намалување на органскиот отпад во природата. Со овој последен настан од Еразмус Плюс програмата беше одбележана и 7 годишнината од постоењето на ова регионално здружение за заштита на животната средина. Изминатите 7 години зад нив стојат голем број на еколошки акции, семинари, едукации, работилници, учество на општински, државни и меѓународни активности, како и соработки со основните училишта. Екологистите се главни двигатели за зачувување и подобрување на човековата околина, како и подигнување на јавната свест. Денеска се одбележува 54 години од катастрофалниот земјотрес во Скопје во 1963 година, во кој 1070 луѓе го загубија животот, а 3000 беа повредени. Градот Скопје беше разорнат од катастрофален земјотрес кој се случи на 26 јули 1963 година во 5 часот и 17 минути. Над 200.000 луѓе останаа без покрив над главата. Првата помош во Скопје пристигна од војската и од граѓаните на тогашната СФРЈ, а потоа од сите страни на светот од 87 држави. Двајца се починати во гостиварското село Симница. Се чекаат официјални информации за причината на смртта на таткото и синот. Колегите од регионалната телевизија утре ни го подготвија прилогот, а веднаш потоа следуваат и останатите вести од Македонија. Сериозна семејна трагедија се случи во семејството во село Симница во Гостивар. Во понеделникот почина таткото, а денес неговиот 24 годишен син. Според добиените информации, пациентот бил примен во болница во Гостивар вчера и по првичната терапија
е хоспитализиран на клиниката за инфективни болести во Скопје каде починал. Пациентот бил примен со симптоми на треска и висока температура. Информациите се очекуваат да бидат потврдени откако ќе пристигнат резултатите од анализите, односно која е причината за нивната смрт. Нашите камери забележаа уште еден граѓанин кој со исти симптоми беше примен во гостиварската болница и хитно беше префален на скопските клиники. Од гостиварската болница се целосно подготвени за брза интервенција и целиот медицински персонал е на повик за било кој можен немил настан. Директорот Илберт Адеми во телефонски разговор ни го потврди настанот, но укажа дека симптомите не се потврдени и сето она кое што се шпекулира по медиумите се информации кои не се излезени од ниту една институција. Адеми апелира да се причека на официјална информација. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов ја повика владата да го објави и образложи текстот на договорот за добрососедство со Бугарија пред неговото подпишување. Според соопштението од неговиот кабинет, тој смета дека отсуството на транспарентност предизвика негативни коментари и загриженост во јавноста, која треба да се надмине со објавување на текстот на договорот пред неговото подпишување. Секогаш треба да се имаат предвид националните и државните интереси на земјава и дека кој било меѓудржавен договор не смее да биде на штета на македонските национални интереси, се вели во соопштението. Македонскиот председател воедно ја поздравува волјата и ангажираноста на сите кои во изминатиот период беа вклучени во напорите за усогласување на договорот меѓу двете држави. Владината прес-служба информира дека на синоќешната седница прифатен е извештајот за извршените преговори и усогласениот текст на договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Донесена и одлука со која Зоран Заев се определува да биде потписник на договорот за кој македонските граѓани се уште не знаат ништо. Од ВМРО ДПМН во повеќе наврати бараа итна отворена седница за договорот со Бугарија, бидејќи од партијата смета дека јавноста мора да знае што се ќе биде потпишено. Договорот кој што го спремаа Димитров и Заев ќе биде добар само за Бугарија и многу штетен за Македонија. Затоа во Бугарија политичарите се фалат со него, а затоа во Македонија тој се крие од јавноста, реагираат од пратеничката група на ВМРО ДПМН. Дополнително, голем број на историчари излегоа со своји ставови во јавност истакнувајќи дека потпишувањето на договорот со Бугарија ќе има огромни штети за Македонија. Нешто после 15 часот денеска на пресконференција, премиерот Заев објави дека договорот е основа за добрососедство и ќе биде објавен на веб страната на владата на Република Македонија. ВМРО ДПМН е преку соопштение обвинува дека владата со смената на 1500 членови на управните и надзорните одбори и со отпуштањето од работа на вработени во администрацијата врши партизација на институциите. Во соопштението се вели: владата на СДС започна да вработува партиски војници, комичари, поети, твитер ликови, шарени револуционери кои поседуваат партиска книшка на СДС, која пратениците на оваа партија ја нарекуваат втора лична карта, се вели во соопштението. Во ребалансот на буџетот се кратат средства за капитални инвестиции и нема зголемување на пензиите и социјалната помош, а на годишно ниво се планираат стотици милиони денари за нововработените, се вели во соопштението на ВМРО ДПМН. Најмалку 48 луѓе загинаа во дождовите и поплавите што во последниве 2 недели го погодија западниот дел на Индија, соопштија денеска локалните власти. Во Раџастан, каде се наоѓаат голем број популарни туристички дестинации во најмалку 4 окрузи. Улиците се претворени во реки поради што десетина илјади луѓе се заглавени на горните катови на стамбените згради. Поради недојдената вода, тежнати се и операциите на спасувачките екипи. Во индиската држава Раџастан до денеска загинаа 19 лица, а во соседната држава Гуџарат најмалку 29 луѓе го загубија животот во поплавите. Вестите од светот.
Стейт Департментот соопшти дека американскиот државен секретар Рекс Тилерсон нема намера да поднесе оставка. Соопштението следи по објавените информации дека тој би можел да се повлече поради несогласување со Белата куќа. Разговаравме со државниот секретар и тој беше јасен, има намера да остане овде. Уште имаме многу работа, изјави портпаролката Хедер Науер. Скратениот распоред на Тилерсон го нарече мал одмор по бројните состаноци во Европа и Персискиот залив во јули. Откако ја презеде функцијата во февруари, Тилерсон е критикуван поради тајност во работата и проектите за намалување на буџетот на Стейт Департментот за 30%. Таму работат повеќе од 70.000 луѓе. Голем шумски пожар го зафати реонот југоисточно од францускиот град Борм-ле-Мимоза, при што се евакуирани речиси 10.000 лица. Наредбата за евакуација била донесена откако огнот се доближил до првите куќи и вили во градот, изјавил представник на локалната противпожарна бригада. Станува збор за стамбена зона каде населението во текот на летото се зголемува двојно, па дури и тројно, нагласил представникот на противпожарната бригада, додавајќи дека пожарот досега уништил најмалку 400 хектари површина. Оваа летна сезона пожарите во југоисточна Франција досега уништиле над 3000 хектари површина, а биле евакуирани и жителите на неколку десетици стамбени објекти, изјавиле властите на регионот Прованса, Алпи, Азурен брег. Денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност, попладнево можни се и појави на локален пороен дожд и појава на грмежи. Температурата ќе се движи од 27 до 35 степен. Утре, главно во попладневните часови, ќе има зголемување на облачноста на повеќе места со појава на пороен дожд и грмежи. Врнежите повеќе се очекуваат во западните и северните делови. Повремено ќе дува засилен ветер од северозападен правец, а дневната температура дополнително ќе се намали во најголем дел од земјава ќе биде под 30 степен. Од петок ќе настапи стабилизација со повторен пораст на дневната температура на воздухот. Со кратките метеоинформации го завршуваме дневникот. Ви благодарам на вниманието и пријатно.